Почитувани гледачи, добра вечер. Во вечерашната емисија Визави зборуваме со директорката на Струмичката библиотека, господја Тања Гошева. Причината е 75 години постоење на библиотеката Благо Јанков Мучето во Струмица. За библиотеките господја Гошева велат дека се чувари на светската историја, дека го сведочат човековото постоење од најстарите пишани документи кои што стојат во архивите, сведочејки ги цивилизацијските достигнувања на општеството. Што можеме да кажеме за постоењето на Струмичката библиотека, а е содржано во оваа монографија која што излегува по овој јубилеј? Јас можам само да кажам дека сум горда што во моментот сум дел од вработените, јас велам, во нашата локална установа библиотека, која има големо минато, 75 години постоење и не е малку. А за родошот, како што кажавте, или за четоците на библиотеките во Струмица, ги гледаме малку пошироко и неговата духовна, писмена и книжевна културна традиција е голема. Јас морам да кажам дека во овие наши простори обстојувале повеќе цркви и манастири, меѓу кои биле и градските цркви, Света Богородица, Свети Константин, Света Петка, Свети 15 ривополски свештомаченици, Свети Стефан и понатамо околните манастири Свети Леонти во село Водоча, Свети Богородица Милостива Елеуса во Велјуса, Свети Никола и околните цркви Свети Никола во Колешино, каде што имало голем број на скрипториуми и заради снабдувањето со црковните и проповедните книги, тука го гледаме она што навистина е почетокот за родишот на книгата во нашиот крај. Можеме тука да кажеме за книжевните дејци, како што бил и џаконот Драгое, познат книжевник во 14. век. Струмица е навистина богата и на почетокот сето тоа што постоело ние го гледаме од научното истражување на нашиот народ кој со своите трудови, ќе посочам Невена Џонирова, стои податок дека постоењето на библиотеката црпи од пописот од инвентарот од 1164 година. Тоа се 68 ракописи на книги со разни содржини, со правна, со религиозна, историска, литургиски ракописи, протоколи и многу други службени книги. Гордоста е голема. Јас можам да кажам, меѓутоа, многу од нашето струмичко наследство се наоѓа во Свети Климент Охридски во Скопје, во Државниот архив во Македонија, во Ману, во Православниот богословски факултет. Многу е жално што ние сме изгубиле голем број на такви книги. Во манастирот во Света Елеуса, која ја запалиле гркоманите, кои при напуштањето на Велјуса го направиле тоа, изгореле голем број на вредни книги од манастирската библиотека. Ќе го спомнам Арсени Костенцев, кој работел во селото Робово во 1860 година и кога е основано првото македонско училиште. Па, да не кажам, едноставно ние сами се уништуваме, меѓутоа сме силни и на крајот покрај сите тие работи во 1927 година се формира библиотечна фондови, формирано е друштво со назив под име Релја
Крилатица, кое било српско режимско друштво и кое почнало да прибира книги и книжниот фонд е некаде до 400 книги. Друштвото се преселува во приватна куќа. Сите тие, меѓутоа, српското режимско друштво биле со некаква цел за македонскиот народ да се дотолчи. Значи, ние македонците постојано сме од некои дотолчувани, ама ние не се даваме главата горе и мораме да издржиме, да покажеме дека сме силни. Па во тоа друштво се основа секција Есперанто, преку која имало за цел да се изучува меѓународниот јазик Есперанто. Тука, во рамките на друштвото Реѓа Крилатица, се доживува буквално експлозија меѓу младите, па и работничката класа, и во своите редови се вклучуваат голем број на членови, во тоа време желни за култура и за политичка наодбранство. Сите овие настани му претходат на основањето на библиотеката во Струмица. Сите тие настани претходат, значи нашата библиотека, поред сите тие сознанија и истражувања кои ги направивме, е формирана далечната 1946 година. Се работи прво за една библиотека која ја осмислила својата набавна политика, одел за стручна обработка на монографски публикации, секоја книга се работи по меѓународни библиотекарски асоциации, односно стандарди за библиотечно работење. Во тој период, во овој одел, уште одавна работел прв библиотекар Димитар Караколев, за да после него далечната 1951 година Слободан Карикиров работи до 1997 година, па Михаил Цветанов од 1972 до 2007 година, па јас, поради тоа што од 23 вработени дојдовме до 6 вработени, како што да е во пензија, така не ни се одобруваа вработувања. Така да покрај тоа што работев како директор, го водев роднокрајното одделение и почнав да работам на обработка на книжниот фонд. Тоа го работев од 2007 до 2014 година со ново вработување веќе, кога ни одобрија вработување, дојде магистар Аница Глигорова Милева, која работи од 2014 година се до ден денес. Се внесуваат книги, се работи со голем ентузијазам. Ме радува фактот што вработените го работат сите тоа со љубов. Во периодот од 45 до 60 година имало некои акти кои биле предуслов за развој на библиотеките. Во 1960 година е донесен првиот закон за библиотеки во Република Македонија. Во 1945 година е донесена програма, а во 1946 година официјално е формирана Општинската матична библиотека Благо Јанков Мучето во Струмица, како градска народна библиотека од страна на Градскиот народен одбор. Тука има доста податоци, како библиотеката го набавувала книжниот фонд, како се зголемува книжниот фонд, конкретно еве во 1949 година во читалиштето имало 5922 книги. Значи, во библиотеката постоеле повеќе библиотеки, градското читалиште има, вика, само еден вработен и се смета и било сместено во салата на Градскиот народен фронт во близината на малиот градски парк. Тука некако било мало, тесно, па подоцна 50-та година се отвара и детското катче. Тогаш во тоа време работела Марија Чорева, значи се уште можеме да кажеме дека нема библиотекар, завршен човек образован. Меѓутоа, библиотечниот фонд изнесува 2500 книги, 60 редовни читатели. Јас го гледам периодот во 1946 година, кога веќе имат 1050 книги. На македонски, на српски, на останати, поделени се во самата монографија.
Наредната 1954 година, со доаѓањето на Слободан Каракиров, како што велат, се смениле многу работи. Значи, он бил веќе наобразован, тогаш се набавиле 1500 книги, бројот на редовни читатели се зголемил на 270, голем број на книги почнало да се финансират токму од општината. Значи, библиотеката веќе добива средства и мене ме фасцинира број на набавени книги или вика 260.000 денари во 52 година, за наредната година да се даде 437.000, тоа се динари во тоа време. Зборуваме за сериозни средства кои што биле издвојувани само за набавка на книжен фонд. Да, набавката е една од основните. Значи, набавката е таа која ќе го повлече читателот да дојде во библиотеката. Доколку немате набавка, нема никој да ви дојде. Така да ме радуват тие сите податоци кои сме ги имале, сега ги истражувавме, дојдовме до тие сознанија. Бројот расте. Во 56 година веќе се на Совет составени 4 члена и донесени се првите правила за организација на библиотеките со петогодишни планови за развој. Се зголемува бројот на книги и имам некои податоци во кои се вели дека се потрошиле некаде околу 1.500.045.000 динари за набавка на книги. За следни сознанија да имам да библиотеката добила околу 5 милиона динари за набавка на книги. За една година? За една година. Значи, сето тоа допринело да и бројот на редовните читатели е 2000, што не е мала бројка, зборувам за 1960 година. Беше ли тешко да се обезбедат сите тие податоци децении наназад за оваа монографија? Па да, си ја поделивме работата, неколку колешки. Значи, сите тие што работат на тие дејности што се застапени во самата книга, еве колешката Аница Глигорова ја имаше можноста да го истражува овој дел, заедно со делот на обработката која она го работи, и да истражува колку читатели ја посетувале библиотеката, колку книги се купувале. Има доста податоци, па да кажам дека 5-6 месеци интензивно, може би малку и повеќе, работевме. Ама знаете, 8 сата денеска се работи, се истражува. Секој си го работи, значи се поделивме и го работевме секој своето. За после да го склопиме. Така, во една целина. Во една целина. Го спомнавме објектот кај малиот градски парк. Во колку објекти од основањето до денеска била преместувана библиотеката? Па има 4 објекта поменато. Да, некаде 79-80 дојде во овој објект, веќе 41 година. Јас велам прекрасен е објектот, се наоѓаме во најубавиот дел на Струмица. Покрај нас се училиштата, спроти библиотеката се наоѓа гимназијата, позади гимназијата се наоѓа училиштето Сандо Масев, во близина ни е училиштето Видој Подгорец. Навистина, со помош на, пак ќе кажам, на мојот прекрасен тим, затоа што во периодот од 2009 до 2019 година ние работевме само 6 вработени, со работно време од 7 до 19 часот и во меѓувреме се затворија некои клонови, останаа во Муртиново и Василево. Таму 2019 година направивме ревизија на книжниот фонд, со која видовме дека голем број на книги ни фалат. Но тоа е тоа. Почнавме да се јавуваме по телефони, почнавме да праќаме известувања до читателите, ама знаете, луѓето заминуваат од Струмица
и ни се враќа известувањето дека не е најдено лицето кој ги позаимил и не ги вратил книгите, и голема е бројката на невратени книги. Се трудиме, значи, книгите да ги набавиме, мала е сумата што оваа година ја добивме, мене ми е многу жал, меѓутоа има многу такви луѓе, креативни, кои знаат вистината на убавиот збор и кои ни поклонуваат книги. Не само струмичани, луѓе од Македонија, луѓе од светот. Никош нема да заборавам 2004 година, кога ми се јави Кирил Панделишев, наш струмичанец кој работи во Аризона, професор, и кој ми рече, дали сакате да ви поклониме книги? Да. Неговата бројка беше околу 500 книги, не ги поклони на англиски јазик. Имаме доста. Приватната библиотека на францускиот амбасадор се наоѓа во нашата библиотека. Руска делегација исто така ни подари многу голем број на книги. Ние сме транспарентни, ги известуваме нашите факултети, Почтипскиот универзитет, односно дисперзираните кои се наоѓаат во Струмица, и ги известуваме за тие наслови, така да нашите корисници може да дојдат во нашата библиотека, да ги позаимат. Доколку имаме само еден пример, тоа ќе биде само во читална, затоа што доколку имате само еден пример, сето тоа се работи, може да го користите во читална. Секоја книга е многу значајна за нас. Децата од градинките се воодушевени кога ќе дојдат да не посетат. Децата од првите одделенија се воодушевени. Еве сега, пред неколку дена имавме така интересни настани, малку короната си го направи своето. За време на короната ние внатре бевме затворени и работевме на ревизија. Сакавме да видиме со кој фонд на книги располагаме, колку, што, како. Констатиравме кои книги се многу оштетени и кои ќе треба со дозвола на универзитетска библиотека да ги отстраниме. Значи, тоа е закон, тоа оди така. Доколку се констатира дека околу 1500 книги имаме такви кои се оштетени, кои со текот на времето не се за корис на читателите. Што би рекла јас, тие книги може само лошо да ни направат, инфекција да добие некој читател, и затоа се во употреба. Меѓутоа, добиваме согласност од НУП Свети Климент Охридски. Они ни потврдуваат дали би прифатили они такви книги или тие книги да ги отстраниме. Еве сега чекаме деновиве повратна информација да добиеме дека тие книги ќе бидат отстранети. Ние пак ќе ги прелистаме. Секоја книга ми е значајна, докато јас сама не согледам дека таа книга на вистина не е за употреба. Меѓутоа, да, дефинитивно тоа мора да се направи. Знаете, постои, еве ги фрлија книгите. Некоја книга, граѓаните некој пат користат, срами ми е да вратат после неколку години книги, па оставаат некаде, на некои места, па излекува дека библиотеката е таа што ги оставила пред контейнери. Такво нешто, мислам дека постои голема желба за работа меѓу моите колешки, такво нешто никој не би си дозволил. Се бориме за секоја книга ни значи. Колкав е книжниот фонд на библиотеката во моментов? Во моментот фондот е преку 110.000 книги. Во 2006 година ја реновиравме библиотеката со помош на UNDP, пријателски библиотеки за сите граѓани. Двете одделенија останаа да работат доле. Едното е оддел за возрастни, едното е оддел за деца. Мирно, прекрасно катче, горе имаме читална, така да студентите можат да ја посетуваат. Веќе правиме напори, короната си го направи своето, меѓутоа, за жал, ние оваа година не работевме. Читалната беше затворена, мораме веќе да се отвориме, мораме веќе да работиме сето тоа што до сега го работевме. Од 2003 година, откако ме назначија за директор, внесов многу новини. Љубовта кон книгата го направи своето. Или од тоа што го работев во роднокрајниот оддел, јас го работев со љубов.
Се гордеам што од Струмица излегоа луѓе. Во роднокрајното одделение се наоѓаат делата на нашите врвни писатели, автори. Јас викам од секоја област. Нема област во роднокрајното одделение од каде што на врвот не се струмичани. Гордост ми е да кажам дека председателот на Републиката, покојниот Борис Трајковски, премиерот Зоран Заев, со него беше задоволство да се работи. Кога беше градоначалник на нашата општина, можевме слободно да се пофалиме дека проблеми со библиотеката нема. Секогаш беше задоволено тоа што го сработувавме и не потикнуваше дека можеме. Да, ние можеме. Ние работиме и постоиме. Библиотеката постои за граѓаните. Во нашата библиотека, покрај тоа што само струмичани не доаѓаат, доаѓаат читатели од Радовиш, од Валандово, па да кажам Дојран, Гевгелија, заради тоа што нели тие деца средношколци или тие што се на студии во Струмица, тука живеат и ја посетуваат нашата библиотека. Према секој корисник се сакаме да ги задоволиме потребите на секој, да му возможиме, доколку сега имаше период кога читателот ќе влезеше во библиотеката и ние можевме само ние лично да одиме до рафтови, да имаме книга да ја донесеме. Сега веќе работиме малку точно, предпазливо, по 2 читатела, воделот за деца, воделот за возрастни, меѓутоа им даваме можност они сами да се прибаруваат меѓу рафтовите, ги организираме конкурсите, значи карневалот еве сега ќе се наближува, веќе во декември ние ќе го распишеме на Facebook сето тоа, дека еве ќе може да конкурираат, потоа ни доаѓа за конкурс за Борис Трајковски, па ни доаѓа за денот за библиотеките, во меѓувреме сајми на книги, активности со роднокрајни автори, активности во поглед на сето тоа што нашите, со анкетите што ги правиме, сакаме да ги задоволиме потребите на нашите корисници, не само оние кои сакат да прочитат, него сакат нешто и да дознаат. Јас пак ќе кажам од нашата фела, која работи надвор од нашиот град, има доста интересни теми и ќе ги замолиме на вистина, со гордост можам да кажам дека до сега никој ме нема одбиено да дојде бесплатно, со свој труд, со своји укажувања да организираме настан во интерес на граѓаните на општина Струмица. Господја Гошева, можеме ли да им објасниме на гледачите како функционира библиотеката во моментов? Кои се одделите кои што постојат и еве кои се задачите на крајот на секој вработен во оваа библиотека? Вака ќе кажам сега. Тишината е моментот кога почнува работниот ден во библиотеката. Мирно, спокојно, се качувате по скалите, едно време беа дрвени, сега малку сме посовремени. Отварате врата и влегувате во широкиот простор. Чувствувајќи го мирисот на книгата. Оној мирис кој го има таму каде што другаруваат мудроста, творештвото, успехот и издаваштвото. Мирисот на сите оние стари и нови книги за сите смели луѓе што умеат да сонуваат. А кога се затвара библиотеката, во ноќните часови на рафтовите остануваат жаровски различни книги. Потик за нашата душа, за сите што сакат малку повеќе од животот. Мир по рафтовите на кои 75 години се наоѓаат најдобрите другари на секој влюбеник на пишаниот збор. Солиден период во кој што голем број читатели со задоволство почнале да доаѓаат и ден денес доаѓаат и другаруваат со највредното, најубавото, највозвишеното, најмудрото, најумното. Јас велам, библиотекарите се најумните, они мора да знаат се. Затоа што, да, дефинитивно, нели сега интернетот ни дава можност на Википедија да отвориме, да прочитаме и корисникот мора да биде задоволен. Мораме да, ако не во моментот, ама јас така велам во рок од 24 сата, корисникот мора да ја добие на мејл информацијата за која бил во библиотеката.
Потреба од постоење на библиотека, потреба од сонување и други видици, потреба за приказни забележани на хартија, од секогаш присутна. Задоволство е читањето, кога и најмладиот читател во библиотеката има само 4 години, а најстариот член на библиотеката 89 години, кој што исклучиво доаѓа во библиотеката сам да ја врати и да позајми нова книга. Многу големо е задоволството кога ќе кажам дека влегувате и прво доаѓате во одделот за позајмување на книжниот фонд за деца и за возрасти. Она кое најпрво ќе се сретне со корисникот. Љубезниот однос на библиотекарот е од пресудно значење за впечатокот на секој кој ќе дојде во библиотека, како и секаде. Се водиме од паролата "Убавиот збор, железни врати отвара", нудејќи на насмевка и разубавувајќи им го денот на читателите. Со емоција да ги ослободиме читателите, особено ако се работи за прв упис. Тој е момент кога се памети цел живот. Тука ќе се сретнете со одделот за дигитализација, кој има да ја раскаже приказната преку фотографии, онака објективно и наративно. Во библиотеката постои оддел за монографски публикации, но пред тоа ќе кажам дека прво оди набавката на книжниот фонд. Ние правиме многу анкети. Значи нас прво за да ги задоволиме потребите на читателите, основното ни е она што сакаат они да го прочитаат. Она што имаат навистина потреба учениците од основното, од средното, лектирните изданија и се разбира белетристиката. За да сите тие набавени книги дојдат во одделот за монографски публикации, каде нашата колешка одма се труди да ги изработи и да бидат што побргу на пултот за корисници од каде што се позајмуваат книгата. Богатството на стари и ретки книги е од големо значење. Всушност тоа е заштита на културно наследство. Богатство од над 590 книги од почетокот на 18, 19 и 20 век, сместени во просторијата со роднокрајниот оддел. Тука секако следи и одделот за популаризација, промоција на сето она што ги привлекува читателите, дознавајќи од нивните објавени, од новините кои ние ги објавуваме на нашата страна. Они дознаваат за кои наслови сме ги набавиле, па нивните препораки и секако одделот за информатика, кој ја става таа информација на Facebook, на сите тие наши места каде што ќе може читателот да биде да најде што е ново во нашата библиотека. Сега ќе кажам дека не треба да се заборави дека се е под контрола на правниот оддел, се е законски, архивирано, во функционални простори, со прекрасна читална, со постојање на клон сега, ни остана клонот во Муртино, преубаво нешто. Пред некој месец бев да го посетам колегата, беа во посета учениците и забавачињата и првачињата од Муртино. Да ви е мерак да работите. Едноставно, ако не се условите како во нашата библиотека во Струмица, меѓутоа вработениот направил навистина да ги примами дечињата од Муртино, да доаѓаат, да пишуваат домашно во библиотеката, им помага да си одберат книгата, им посочи. Јас се надевам дека и општина Струмица, која е нашиот матичар, ние сме под општина Струмица, мада платата е од Министерство за култура, ќе продолжи, ќе бидеме делот од тимот кој постои за граѓаните на општина Струмица. Ние работиме за сите читатели, за сето тоа, да го надградиме, да го усовршиме, да му возможиме на секој да биде поактивен, затоа што книгата е најверниот другар. Од книгата никој нема да се разочара. Читајќи повеќе, сите ќе бидат многу побогати. Јас тоа го велам и навистина сметам дека
книгата нема да ви излаже. Нема да ви сокрие нешто што вие сакате да го дознаете. Убавината е да се работи во една ваква институција, во библиотека со постоење од 75 години. Ви благодарам за разговорот, ви честитам уште еднаш на јубилејот и се надевам дека ќе имаме повод да зборуваме за уште поголеми јубилеи и позначајни достигнувања на библиотеката Благо Јанков Мучето. Благодарам јас на вас. Имаше уште многу можам да зборувам, затоа што на вистина вложуваме се во интерес на граѓаните на општина Струмица, преку конкурсите, преку посетите кои сега преку настаните, постоиме за струмичани. Ви благодарам и вас. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте.